Започна жетвата на оризот, но не се решија проблемите за оризопроизводителите. Велат дека со последната цена која ја добиле за откуп од фирма од 26 до 30 динари, ситуацијата е катастрофална. Дополнително во амбарите стои ланскиот ориз, па откуп не може да најдат ниту за него. Тие сорти што ги жнееме, земјоделците нема кај да ги складираат, а се и на зор да ги предаваат, бидејќи се должни по аптеките и по институциите, кај што треба да плаќат, го носат на откуп и никој не го откупува. Значи, оризот сега не се откупува. Последна цена што имаме за информација е објавена на една фирма која ставила 26 до 30. Тоа е катастрофа. Ова е понижување на земјоделецот, ова е играње со оризопроизводителите и ако остане вака, министерот мора да тражи решение, доколку не го најде решението, ние ќе бараме други решенија. Панчево, Соколарци, Облешево, Бање, тамо приносот се движе од 400 до 500 килограми. Сето тоа другото излишно, мислам дека тоа се невистини. 800 килограми тоа е утопија. Сакам да кажам, кога почнуваше жетвата се радуваме, сега плачеме. Оризарите се ставени во најнезавидна положба од историјата на оризопроизводството. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски вели дека производната цена се уште не е утврдена, но дециден е дека фирмите ќе вршат откупи на ланскиот ориз по цена задоволителна за оризопроизводителите. Се уште не сме утврдиле производна цена за оваа реколта. Од разговорите со земјоделците, првичните информации говорат дека ќе имаме зголемен род, ќе имаме богата жетва, согласно тоа и квалитетот ќе биде добар. Првичните информации говорат дека и рандеманот е исто така висок, што значи дека ќе имаме богата жетва и ќе имаме зголемен принос на ориз, кој што согласно, како што кажав, квалитетот ќе биде исто така многу подобар од претходните години. Останата реколта, односно количина од минатата година, сметам дека е многу помало тоа што вие го спомнавте како информација и веќе во разговор со компаниите, дел од нив почнуваат да го откупуваат и ланскиот ориз, меѓутоа целата слика која ќе закружиме да едноставно работиме, земјоделците да имаат откупена количина на ориз по рентабилна цена, која што ќе значи стимул за наредниот период да се произведе. Ние како министерство и како влада ќе го следиме процесот, нормално ќе го следиме и во делот на откупот од страна на компаниите, дали се почитуваат и сите законски норми. Оризарите од Кочанскиот регион посочија дека неколку пати досега разговарале со надлежните за надминување на проблемот со откупот на ориз. Се надеваат на добри цени и задоволителен откуп.